Прилепски водовод денеска донесе одлука да ја намали цената на водата која се покачи пред 2 месеци поради високите сметки за струја. Сега со новата субвенционирана цена на електричната енергија што ќе добие ова предпријатие од 95 евра за мегават час. Се очекува деновиве Советот на општината да ја врати цената од пред покачувањето. Но директорот Игор Гулабовски уште еднаш упати апел до владата да им дозволи да наместат фотоволтаици, за да дел од потребната струја сами си ја произведуваат. Со постоечкиот закон тоа не е дозволено за јавните предпријатија оформени од општините. Се надевам дека и ова наше второ барање ќе го разгледаат позитивно и ќе не внесат во таа рамка да можеме да поставуваме фотоволтаици. Во тој случај, долгорочно за ова јавно комунално предпријатие ќе биде проблемот решен за прочистителната станица, која што е моментално најголем потрошувач на електрична енергија. Значи 75% од потрошената електрична енергија ја троши прочистителната станица во град Прилеп. И од Прилепската болница велат дека енергијата добијана од соларни панели значително ќе им ја намали сметката за струја, но тоа било голем и скап проект кој што треба да го реализира Министерството за здравство. Во моментов и тие чекаат да добијат субвенционирана цена на струјата. Бидејќи имавме тековен договор со оператор кој што не снабдуваше со електрична енергија, со завршувањето на тој договор ќе пристапиме кон нова постапка за јавна набавка на електрична енергија преку соодветен оператор, од кој што очекуваме да се пријави со субвенционирана маржа. И училиштата ќе бидат дел од оваа субвенционирана енергија. Како што беше пред кризава, ќе биде некаде околу 30-40, можеби 50% поевтина струја, бидејќи знаеме овие 2-3 месеци сметката за струја енормно се поскапи. И нормално Министерството за образование ни даде услов секој месец да биде 15% поевтина струјата. Електричната енергија за овие установи по оваа цена ќе важи до 30 април 2023 година.